Тоа што им се случи на сите екс-социјалистички земји во сферата на пазарот на трудот, особено по распадот на договорната економија, неодменливо и се случува и на Македонија. Визната либерализација, бугарските пасоши и миграционите процеси на работната сила предизвикаа пореметување на побарувачката и понудата кај повеќето професии и занимања, што се посериозно се чувствува во секојдневното живење. Граѓаните се жалат дека тешко доаѓаат до мајстори за поправка на бела техника, електрична или водоводна инсталација, градежни работници, моляри, чевлари, оджачари и слично. Порано од тие занати луѓето живеа, меѓутоа сега младите неќе по тие занати да одат. Неќе сега. Не само што поради странството и тоа, него избегават ги. Те да речеме берберини тешко може, а од берберини се живее. Едно време имаше градежни тоа. Младите избегават, даде флизери и тоа се, например, самарджи имаше за стога, за нема тие занати, изумират. Па видите, точно е таа дека луѓето со овие приватните индивидуални занаети што ги има, немат и повеќе работа, да речеме кондурџи, шивачи, самарџи, се намалува и тие се постари мајстори, се постари, заминуваат во пензија, а па подмладок нема нови, а младите бегат во странство и така. Па веројатно економскиот фактор, луѓето тражат екзистенција, тука бидејќи нема доволно работа и луѓето барат екзистенција. Бројот намален многу и ретко има. Берберен ден, 20 кондурџи, нема ништо, нема. Нема подлавок, никој не држа чираци, нема нови мајстори. Овие старите идат у пензија и толку. Нема бербери, нема кондурџија, нема ништо. Тоа е причина. У странство ќе иде нормално кој е голема заработката, не? Деновиве група мољари од Кочани се здружили и во Софија, во Бугарија отвориле фирма каде за повисоки цени ги вршат мољаро-фарбарските услуги. Друга група во Германија работи на монтажа на така наречена сува градба, лепење плочки и други завршни работи во градежништвото. Слична е ситуацијата и кај високообразовните кадри, каде пред се млади лекари, информатичари и стоматолози градат ветувачки кариери во Германија, Австрија, Швајцарија и другите развиени земји. И бидејќи условите во државата не се доволно мотивирачки да ги задржат младите стручни кадри, се чини решение обврзувањето на новите генерации во стручните училишта во државата. Во таа насока средношколските центри веќе нудат образовни програми преку кои за 3 до 4 години дефинираат кадар кој е квалификуван за најбараните дејности и професии.